Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. 17:10 почнуваме веднаш. Знаете, како и секогаш, ви доставуваме информации во однос на проблемите со здравјето. Некаде на почетокот на годината имавме еден разговор со Сдруженијето Храбро срце. Инаку, само да напоменам, тоа е национално здружение на пациенти со механичка пумпа на срцето. Го изложивме нивниот проблем, ми гостуваше овде и председателот Даниел Тодоровски и двајца од оние лица на кои што им е потребна трансплантација на срце, тоа беа Дарко и Маја. Од тогаш па до сега требаше многу работи да се случат, меѓутоа за жал не се случија. Еве само колку за информација, значи што тие кажа деновиве низ другите медиуми. Велат вака: членовите на Сдруженијето на пациенти со механичка циркулаторна потпора на работата на срцето и нивните поддржувачи Храбро срце се револтирани поради тоа што релевантните институции, односно Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на Македонија, досега не исполниле ниту едно од нивните барања, а за кои добија ветување на почетокот на годината. Именно овие пациенти имаат вградено пумпи на срцето. Некои една, некои две истовремено, како мост, додека чекаат да им се случи трансплантација на срце. Тежок е секојдневието, тешко е на животот на овие лица и живеат, така речено, приклучени на батерии или на струја. Нивниот живот, како што кажав, не е ни малку лесен, па поради тоа, како што и кажавме на почетокот на годината, кога беа овде во емисија, значи има барања до Министерството, им беше ветено дека ќе се направи и кампања за подигање на свеста за донирање органи, меѓутоа се случи ова што се случи со коронавирусот и некако сите работи практично што беа ветени воопшто не се ни реализира. До сега, како што велат, не добиле никаков одговор, а во меѓувреме починаа две лица кои што чекаат трансплантација на вештачко срце. Како што кажав, за ова ќе поразговараме денес во емисијата Ваш термин, значи ќе ми бидат онлайн соговорници Даниел Тодоровски, кој што е председател на Храбро срце, и Марија Чиков, која што е исто дел од тимот на Храбро срце, односно од ова здружение. Веднаш ќе те поздравам, Даниел, ќе ти посакам добре дојде. Добро ден на вас и на вашите гледачи на телевизија Сонце. Так. Јас во најавата кажав сето она што се случуваше, односно ништо не се случи, а требаше да се случи од кога ни гостувавте овде, нели, во студио, вие и Дарко и Маја. Упативме еден апел до сите оние кои што не следат, значи до гледачите, до нашите граѓани, за подигање на свеста за донирање органи. По-конкретно, кај вас станува збор за донирање на срце. Тогаш кажавте дека ви беше ветено од министерот Венко Филипче да направите и кампања, меѓутоа претпоставам дека заради сето ова што се случува сите работи се одложија, меѓутоа вашите проблеми пак и не можат да чекаат. Ајде кажете ми што се случуваше во овој период. Вака, од последното наше видување и после прогласувањето на пандемијата со короната во нашата држава, буквално не само на нашите активности, но буквално кога се да замре. Так. Тоа е разбирливо, но со самото попуштање на мерките што ги прогласуваше техничката влада, ние како здружение решиме да повторно стапиме во активности, да се активираме, така, за да повторно ги актуализираме прашањата што ги поставиме уште во месец февруари. До ден денеска со сите наши напори, сите наши активности кои што ние ги баравме и бркавме, се вродија со еден мал плод или успех, така да што во текот на сегашниот ден добивме известување и информација дека хајла типизацијата на пациентите ќе почне од идната недела. Значи тоа што значи тоа? Тоа значи дека она што го бараме да пациентите што се на националната листа за трансплантација на срце мора да бидат комплетирани со комплетна документација за расположивоста на органите. Тоа значи во исто време тоа е секој член на таа листа ќе се знае точно која му е типизацијата,
на срцето, кои се потребите и како срце може да се трансплантира во него, во случај да дојдеме до донација на срце. Така да, без таа хајла типизација, листата национална не е комплетна. За нас е многу голема беше таа вест и радост дека успеавме до нешто да дојдеме. Сега е ветување дека ќе стартува едната недела, но здравие Боже да видиме, нека дојде другата недела па ќе видиме дали тоа ќе стартува. Тоа значи дека сите вие, се извинувам, ќе треба да го направите тоа испитување, сите што ви е потребно да ви се да ви се изврши трансплантација. Сите пациенти што се на националната листа за трансплантација на срце, дали се тоа со механичка поддршка, тоа е вештачко, или се пациенти на кои што им треба трансплантација, а не може да издржат машина во својот организам, мора да направат таква хајлотипизација. Така. Кажав додека се случуваа сите овие работи, нели, починаа двајца за жал ваши членови на Сдруженијето и оние на кои што им беше потребна трансплантација на ново срце за да можат нели нормално да живеат. Има ли некој од вас што е навистина во ептен критична состојба, кој што навистина итно, верувам дека на сите ви е тоа итно потребно, бидејќи нели за да можете да го нормализирате начинот на живот, меѓутоа има ли некој што може да се издвои освен оние двајца кои што веќе не издржаа? Да, има. Во овој момент тоа е Кристијан, кој што има вградено 2 машини пред 8 години во Германија. Така. Состојбата навистина му е сериозна. Во овој момент, инаку морам да кажам дека секој пациент со вештачко срце може во секој момент да биде критичен, затоа што кај нас секој сат е важен и не знаеме што може да се случи. Но Кристијан е во овој момент навистина ургентен. Каква е вашата состојба, бидејќи уште еднаш да напоменеме до гледачите и вие сте еден од оние кои што чекаат трансплантација на срце? Како се чувствувате? Сега добро, затоа што навистина морам да кажам дека стриктно ги почитувам препораките на моите кардиолози во врска со исхраната, физичката активност, начинот на живот. Се чувствувам добро, нормално вие промени на време по 10-12 степени во тек на 24 сата влијаат и на мене, но тоа е животот, мораме да се сналожиме и да преживуваме, да се куражиме еден со друг. Така. Велите пред малку дека ви беше доставена таа информација, нели, за она што треба да се случи идната недела. Дали директна комуникација имавте или само како информација пристигна до вас? Нашите пациенти имаме свој веб портал на кој што комуницираме и работиме. Значи од доктор Тања Анџушева, која што е кардиолог кој што нас не следи, сите што сме оперирани во Жан Митрев, добивме информација од нејзе дека е договорено да идната недела се стартува со хајлотипизацијата на Институтот за трансфузионална медицина на Република Македонија во Скопје. До сега во Македонија воопшто не е ни извршена трансплантација на срце. Само е извршен зафат за вградување на вештачки орган. Дури и ова да е опција, дали државата и Фондот за здравство ќе ги покриваат, ако не сите, барем дел од трошоците што ќе треба да се платат, нели? Како ќе се одвива, дали имате некои сознанија, дали имате некои, можеби, разговори околу тоа направен? Ние разговори околу тоа немаме правено околу трансплантацијата, разговорите се водеа со Фондот за здравствено осигурување за покривање на трошоците во здравствените пакети кои што нас ни се потребни за нормален и редовен живот. Тоа значи секој 7 до 10 дена ние одиме на преврски контроли на апарати, лабораториски испитувања, а често пати поради сериозноста на нашата ситуација и здравјето, знаеме да имаме инфекции и други болести кои што се предизвикани од оваа наша состојба. Значи ние до фондот доставивме писмени барања уште во февруари на здравствени пакети, но до ден денеска немаме никаков одговор од нејна страна што тие ќе покријат, особено потенцирам што ќе покријат за пациентите кои што се оперирани во болницата Жан Митрев. Затоа што ние сме пациенти
на Жан Митев. Таму сме оперирани Така. и сме осигуреници на фондот на Република Македонија, здравствениот фонд. Но се уште сами од джеп ги плаќаме тие постоперативни трошоци. Затоа што фондот не ги призна уште тие пакети да се извршуваат во клиниката Жан Митев. Кога ми гостувавте овде негде на почетокот на годинава, беше ми се чини во јануари, ако не се лажам, кажавте дека со министерот договоривте да се направи една кампања. Дали воопшто некако успеавте повторно да го доставите тоа прашање на маса за да знаете дали воопшто се размислува на таа тема и дали сметате дека ќе ви биде тоа реализирано? Ние тогаш се договоривме дека и како медиум ви стоиме на располагање за се што треба, нели? Меѓутоа, дали воопшто сметате дека ќе се направи таа кампања за да се подигне свеста? Сепак кампања е кампања. Да, ние тоа го разговараме со вас, го разговараме и со министерот Филипче, начално беше договорено и со националниот координатор и со министерот да се почне кампања, но немавме среќа изгледа. Во меѓувреме се ковидот нападна и кај нас, но ние од таа идеја, таа активност не се откажуваме. Значи ќе стартуваме веднаш штом уште дополнително ќе се лабаат мерките од страна на владата, затоа што ние сме свесни дека најмалку 90% од народот, од нашите жители, не знаат што е тоа органодарителство и посебно не е работено со нив. Она што во меѓувреме, што кажат, седејќи дома, исто како вие, нема што да правиме, размислувавме како тоа да го реализираме и што да правиме. Значи, дојдовме до една идеја, она што го направи државата Црна Гора во декември минатата година. Направија измена во Законот за трансплантација. Значи, ние ќе имаме двојна кампања. Една кампања за подигнување на свеста на нашиот народ за потребата од донирање на органи, а втората ќе направиме кога ќе се формира новиот парламент, после новите избори, со пратеничките групи. А тоа е да побараме измена во Законот за трансплантација на органи, каде што во сегашниот закон стои дека секој државјанин на Република Македонија е донор на органи. Но има едно а тоа е дека неговата фамилија ја дава последната согласност за донирање на органите. И тука често пати, не често него 99% доаѓа дека одговорот од фамилијата е не. Нашата интенција на измена на законот ќе биде да сите потенцијални донори кои сакаат да донираат органи, да потпишат изјава кај нотар, таа изјава да ја донираат, да ја депонираат кај националниот координатор или во Министерството за здравство, и тоа да биде неговата последна желба која што нече може фамилијата да ја поништи. Тогаш, ние како здружение гарантираме дека ќе има доволно органи не само срце, туку и други органи што се потребни за трансплантација во Република Македонија. Зошто сте правеле ли некои истражување еве вака чисто иницијативно за да видите зошто воопшто луѓето не се, како да кажам, не ни одговараат на повиците за донирање на органи и дали воопшто се запознаени дека кај нас исто треба тоа да се има на ум дека на некои од нас или на нашите сограѓани им е потребно донирање на органи за да го продолжат својот живот. Дали воопшто луѓето знаат за органодарителство кај нас? Не, ние таква анкета немаме правено, правеа некои јавни гласила по наше барање и испадна од она анкета што ние ја гледавме дека луѓето воопшто немаат информација дека може да бидат донори, а посебно дека старосната граница од страна на Светската здравствена организација во меѓувреме се качи. Значи, донор на орган може да биде на возраст до 70 години. Значи, до таа старост. Со тоа што ние планираме негде во јуни месец да направиме една поширока анкета, да видиме состојбата до каде сме и што сме со луѓето, за да знаеме на кои работи, на кои позиции да ставиме акцент во таа анкета во државата. Затоа еве и ги правиме овие емисии, впрочем некако чисто оние што ќе следат да знаат, па некако да бидат информирани, да им ја подигнеме свеста дека на вистина
кај нас е потребно да се развие органодарителството се со цел да му се помогне на оној на кој што му е потребно. Даниел, ајде вака би сакала само накусо да ни објасните како се одвива еден ваш ден, значи што се вие треба да направите за да, например, нели, знаеме дека треба да бидете приклучени на струја, за да, нели, можете потоа нормално да функционирате. Како се одвива еден ваш ден и колку е сето тоа, нели, како да кажам, мачно во секој навието за да го правите и колку е потребно еднаш, нели, да се изврши една трансплантација за да добиете, нели, нормално срце и да живеете нормално како и сите други? Вака, значи, утрото почнува со пиење на една шака лекови. Значи, лековите кои што јас ги примам се во утринската терапија 10 на ред. Па потоа сите оние, нели, утрински тоалети и тие работи и појадокот кој што е особено важен, да се внимава на протеините и тие работи кои што влијаат на работата и го подобрува срцевиот мускул. Веднаш после тоа почнуваат мали физички активности. Некогаш кога е подобро времето, како што беше во текот на вчерашниот ден, претпладно одам да пешачам, да поминам она километража што треба да ја поминам. Се враќам назад попладне и попладнето обично работам и сурфам, доаѓаат терапиите пладневни, терапиите вечерни, значи негде околу 14 до 15 лекарства во текот на денот се зимаат. Она на што посебно се внимава... Што ви е тоа што е најкритично, најризично кај вас во текот на функционирањето во однос на, нели, на оние вештачки пумпи што ги имате на себе за, нели, да можете да функционирате? Најкритично е тоа што треба да се внимава да drive line-от, а тоа е тоа црево што излага и од нашето тело е поврзано со компјутерот што го носиме околу нас, да се внимава да не се повлече. Зашто тогаш самиот компјутер се реагира и мораме да внимаваме посебно на тоа. И уште една работа што е многу важна за нас, освен сите физички активности, тоа е да секогаш да сме добро хидрирани. Да речеме, јас на ден пијам меѓу 3,5 и 4,5 литри вода. За да може да имаме добра циркулација на крвта и да се намали коагулацијата на крвта во организмот, за да може пумпата да работи. Некаде тука сме при крај со разговорот, бидејќи ќе мора да вклучиме и Марија и со неа да поразговараме. Каков би бил вашиот апел до сите оние кои што не следат, па и воедно и до институциите кои што, нели, се кај нас, и до Министерството и до фондот? Кој би бил вашиот апел и како председател на Сдруженијето Храбро срце и како некој на кому му е потребна трансплантација на срце? Апелот е општо до сите. Значи, вклучувајќи и нашите граѓани и институциите и се, дека треба полека да не запознаат, да не прифатат во својата средина, да почнеме да разговараме, да почнеме да ги отвараме прашањата кои што до сега воопшто не се отварани, а се неопходни за да почнеме да мислиме дека дарувањето на орган не значи чисто дарување, туку значи спас на животи и дека дарувањето на орган е еден од најголемите, најсветлите чинови што може еден човек да ги направи. Даниел, ти благодарам за денешното вклучување онлайн во ваш термин. Ти посакувам добро здравје, да се чувате. И секако тука сме ние и како медиум и јас како новинар за сето она што понатаму ќе биде потребно од наша страна што можеме да помогнеме. Дај Боже да се договорите, нели, со сето она што планирате со Министерството за здравство, па и да се реализира онаа кампања се социјална, нели, да има позитивен ефект. Ви благодарам за денешното гостување. Благодарам и на вас на позивот. Мислам дека со ваша помош и со помош на другите јавни гласови ќе успееме во она што имаме напред за оваа година. И ние би се радувале кога би било тоа така. Ти благодарам и те поздравувам. Пријатно. Еве, почитувани гледачи, како што најавив и на почетокот, значи, освен Даниел, ќе биде овде онлайн со мене денес соговорник и Марија Чиков, која што исто дел од Сдруженијето Храбро срце и е сестра на Маја, која што ни гостуваше, како што кажав и претходно, во
она емисија која што беше некаде на почетокот на годината. И со неа ќе поразговараме за тоа како е нели Маја, како се справуваат и тие со сите оние секојдневни проблеми во однос на функционирањето на Маја, значи нивните размисли за тоа што се треба нели да се направи за да што повеќе делуваме на свеста на нашите граѓани да се подигне нели за донирање на органи. Марија, добри дојде во ваш термин и нели да поразговараме за оно што еви со Даниел во првиот дел разговаравме, а сега и со тебе. Добар ден, ви благодарам за поканата. Кажете ми како е Маја? Маја е добра, сега за сега. Секојдневно сме изложени на различни предизвици, вклучувајќи од самото станување од кревет, се до исхраната, до ходувањето надвор. Луѓето во нашите земји не се доволно информирани за овие пациенти и некако се со предрасуди, да не кажам, што тоа за нив е познато. Да, и не нивна вина, тоа е значи недоволната ангажираност на надлежните институции кои што ни ветуваат веќе со години кога ќе започнат со таа национална кампања за подигање на свеста за органно дарителство, воедно и со реализација на самата трансплантација. Да, значи овие пациенти изгубуваат батерии и флуид. Големиот живот им е во опасност. Да, и сега за време на состојбата со COVID-19, верувајќи на нашите дадени ветувања, ние изгубихме веќе 20 пациенти. Ментално и хоспитализиран во државна клиника пациент со туберкулоза бива, што 8 години живее и бори против, како да кажем, против суровоста по овој дел на медицината. Значи, ние 8 години веќе борат да дојдат до трансплантации. Сега денес утилизирам и тие се во безизлезна ситуација. Тоа е Кристијан, претпоставам. За Кристијан зборувате. Зборувате за Кристијан, се извинувам. За Кристијан зборувате. Да, за Кристијан. Да. Зашто сега тој ни е еден од најкритичните и не сакаме да изгубиме уште еден млад човечки живот, како што беше сега со ситуацијата со COVID-19, кој што само е изгубил. И зашто порано не бевме во никаква ситуација, па еве 8 години семејството на Кристијан се бори. Добро, дали семејството на Кристијан си има директно обратено до министерот некогаш, без разлика дали кој бил министер, дали е пред Венко некој друг министер, нели Филипче, освен дали воопшто директно имаат посочено дека на вистина му е итно потребна? Дали воопшто некогаш си имаат итно обратено таму? Па да, тие веќе повеќе години го имаат имплантирано. Биват и си првите пациенти во Македонија кои што имаат имплантирано. Биват, значи, сега на почетокот на годината ние бевме и на средба со министерот за здравство и други надлежни институции и нашите бари нешто внесовме за ситуацијата на Кристијан и за ситуацијата на кои беа од убрзените. Исмет, за жал, веќе почина, да, за жал. Да, за жал почина. Ни рекоа дека ни дадоа зелен свет, дека проблемот ќе се реши. Кристијан, најпрече не е за Кристијан, дали овде, дали во стан. Но студентите поминува, ние стварно не сакаме веќе да изгубиме уште млади човечки живот. Так, Марија. Затоа бараме. Так. Продолжи. Затоа бараме, сакаме да испратиме апел до наредните на надлежните институции за поддршка и за побрзо решавање на овој проблем. Затоа што загубата на овие два човечки животи за нас представува уште поголем мотив и поголем
сила ни дава за ние да продолжиме да се бориме. Так. Освен и вие сте дел од Здруженијето Храбро срце, како што кажав и на почетокот, имате ли некои, како да кажам, други активности со кои што некако бија подигнале свеста? Работите ли на нешто друго, освен она што нели би требало да го направи Министерството за здравство за да направи официјална кампања? Правите ли нешто што е во ваш домен? Разговарате ли со луѓе, например, не знам, да направите некои информативни некои собири и така натаму? Дали воопшто нешто размислувате на такви некои, како да кажам, акции, да ги наречам, по однос на подигање свеста? Да, значи ние веќе се обративме до Министерството и до надлежните институциите ни даде зелено светло за почнување на кампањата, но сепак се беше наша иницијатива. Ние најпрво почнавме со креирање на нашата Facebook страница, кое што секојдневно објавуваме и преведуваме литература која што за прв пат е преведена на македонски јазик, за најпрв луѓето да можат да се информираат за овој вид на пациенти и за да не ги гледаат со предрасуди, да не мислат дека ти имаат пумпи и дека нивниот така, може да тече нормално живот. Нормален. Исто така почнавме и со гостувања во емисии, како што бевме и во вашите емисии, да ја подигнеме свестот на народот. Почнавме со делење на флаери, исто така имавме во Струмица на крајот на август дека се одржи една трибина на темата органот трансплантација, за да се подигне нормално свеста на луѓето. И ние секаде, во секој наше гостување, во секоја наша изјава, го цитираме делот дека постои закон за трансплантација и органодарител. Значи, секој граѓанин е потенцијален донор, додека во својот живот тој не отпишал дека не сака да биде донор, но сепак на крај семејството треба да одлучи, да. Ние. Но сепак ние не можеме почнавме да дадоме иницијативите. Но сепак ни треба поддршка за образование, за институциите. Ајде да се надеваме дека да се надеваме дека што побрзо ова ќе се смири оваа состојба со ковидот, иако не треба нели секогаш само да се фокусираме на тој проблем, бидејќи има луѓе кои што имаат, како што еве и прочем говориме за овој проблем на вистина, на кој што на луѓето им зависи на вистина животот од нешто што треба да го преземе и Министерството за здравство и Фондот за здравство, нели се со цел да се подигне например некако повеќе свеста. Не знам зошто кај нас во Македонија е на толку ниско ниво, дали е можеби до менталитетот, не знам, меѓутоа на вистина воопшто не се луѓето информирани дека можеби можат да го направат тоа. Кажете ми за Маја, колку време беше веќе со биват? Колку време со помош на вештачко? Маја веќе околу 11 месеци со биват, да. И таа е една единствена во Македонија жена и пошироко со имплантирани 2 пумпи биват. Да, ние секојдневно се бориме за да дојдеме како и семејство на Кристијан, како и сите други членови пациенти. Значи секојдневно се бориме, бараме информации за да дојдеме до некое решение, зашто овие пумпи не се крајно решение. Само каде и беше извршено, јас сега не се сеќавам, каде беше извршено овој зафат во Иство, Филип II беше, така? Да, значи овој зафат беше завршен во клиниката на Жан Митрев. Така. Скопје, да. Се знае, операцијата ја покрива фондот, но оперативните вие сами си ги платевте. И секогаш сега кога оди Маја таму си плаќате се на приватно, претпоставам дека вие си ги покривате трошоците. Кога има потреба Маја да појде таму, така. Лично се оперирани во државна клиника,
тие не плаќаат ништо. Сега сите сме осигуреници на фондот на здравство. Значи сите плаќаме здравствено осигурување. И фондот за здравство дозволи ни ја покрија сумата за операцијата, мислам дека треба и другите постоперативни третмани да спаѓаат. Ние поднесохме барање до фондот за здравство за постоперативни здравствени некој здравствен пакет да направат за секој пациент, зашто ние сме многу ретки пациенти. Ние се броиме на прсти. Колку вкупно има сега кои што чекаат? 20 и колку беа? Колку сега моментално се? 23. 23. Да, пола од нив се со механичка циркулаторна потпора, а пола од нив не се. Так. Да. Добро, Марија, тука некаде веќе сме при крајот на разговорот. Јас и Даниел го прашав што би било последното овака што би го упатиле како апел, како порака до сите оние кои што не следат. Што вие би порачале, еве се со цел нели некако да допреме до нивната свест за да ја подигнеме на повисоко ниво за органодарителството кај нас. Да, значи јас како дел да Движение по здравно срце би сакала да испратам апел до народот, да ја подигнеме малку нашата свест за органодарителство, зашто секој може да се најде во истата ситуација. Малку повеќе да се информираат за овој вид на пациенти. Исто така сакам да испратам апел и до надлежните институции да ги развиват нашите ситуации. Затоа што, како што вели нашето време е ограничено. И тоа може да вреди на млади живот. Така. Марија, ти благодарам многу што еве денес беше онлайн соговорник во ова денешно издание на Ваш термин и се надеваме и ние како медиум и емисијата Ваш термин на некој начин ќе придонесеме за ова што и вие го посакувате, а тоа е подигањето на свеста за органодарителството и му посочив и на Даниел дека сме секогаш тука нели за сето она што треба да бидеме како поддршка во однос на нели на медиумите како делот нели од сите медиуми со и ТВ Сонце и Ваш термин и јас како новинар сум тука секогаш на ваше располагање за се што треба. Благодарам многу, поздравете Амаја и се надевам дека ќе нели сето она за што се залагате ќе успеете да го направите нели заедно еве и со нас како медиуми и сите оние кои што сакаме да направиме да еден ден нели сите оние кои што чекаат да им биде извршена трансплантација на срце. Ви го благодарим многу за вашата поддршка и се надеваме дека сите заедно ќе се избориме за да дојдеме до нашата цел. Посакувам да биде така, Марија. Се гледаме и се слушаме во некое друго издание. Пријатно. Почитувани гледачи, тука е и крајот на денешното издание на Ваш термин. Ова беше еден разговор значи со Даниел Тодоровски, председател на Националното здружение на пациентите со механичка циркулаторна потпора на срцето, Храбро срце, и Марија Чиков, која што е исто дел од Храбро срце и незината сестра Маја, која што исто така има потреба од трансплантација на срце. Се надам сите овие информации со сите овие разговори кои што и се водат во медиумите, впрочем и во емисијата Ваш термин, ќе делуваме на подигање на свеста за органодарителството. Ве оставам во убаво расположение, имете добро здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.